Градоначалникот на Струга Рамис Мирко не запира со самоволието во градот со кој владее. Антикорупцијска со иницијатива до струшкото обвинителство против градоначалникот, веде директорка и уште неколку вработени во основно училиште во Струга, кои помогнале на шефицата да фалсификува документи за да прикаже дека има високо образование и квалификации, кои всушност ги немала. Државниот просветен инспекторат сигнализирал кај антикорупционерите, а тие денеска на седница одлучија предметот да го предадат до обвинителство. Лицето не ги исполнувала условите за ВД директор. Немала немалку 5 години работно искуство во воспитно-образовната работа, нема уверение за положен испит за директор, не поседува сертификати за познавање на англискиот јазик. И третото, градоначалникот на општина Струга не донела одлука училишниот одбор да објави јавен оглас за избор на директор и по втор пат еден по друг ја именувала тоа посочено лице за ВД директор. Но обвинителите од Струга нема да им биде прв пат да се соочат со предмет за градоначалникот Мирко. Тие 3 години не постапуваат по пријавата од антикорупционерите за луксузните возила Ауди А6 и Шкода во вредност од 200.000 евра, што тој ги набави за потребите на општината. Инаку антикорупцијска пред 2 месеци отвори предмети за случајот со Струшки водовод и јавното претпријатие за паркинзи Еко Струга, кои се сместени во ист деловен објект, за кој месечно вкупно плаќаат кирија од фантастични 5.000 евра. За Рамис Мирко не постапува обвинителството и останатите надлежни институции, но официјален Вашингтон минатиот месец го стави на црната листа поради сомневање на негово влијание врз судски одлуки.